Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитани гледачи, вие сте на вистинското место во наредните 45 до 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Денес е 24 мај, денот кога го славиме, а и кога се караме со бугарите за делото на браќата Кирил и Методи. Ако ние сме староседелци на Балканот, ако бугарите како татари се дојденци на Балканот, тогаш како е можно Кирил и Методи да бидат бугари, односно да не бидат македонци? Тоа ќе биде есенцијата на вечерашната емисија, односно темата ќе биде четвртата бугарска капитулација во однос на македонското прашање и во однос на Република Македонија. Емисијата ќе ја почнеме со едно парче од интервјуто со хрватскиот историчар кој ги има проучено архивите на Ватикан и кој ги има проучено потеклата или кореспонденциите или диалектиката, односно ДНК анализата на сите балкански народи, односно народи кои се доселени или народи кои се староседелци. Според Горан Шарич, македонците се индијанци, односно староседелци на Балканот, односно најстариот народ на Балканскиот полуостров. Ако сме најстар народ на Балканскиот полуостров, тоа како можеме да бидеме бугари кои се доселуваат на Балканскиот полуостров некаде 6-тиот, 7-тиот, 8-тиот век, односно тука затекнале веќе луѓе кои живееле, тоа биле македонците. Вие ги третирате словените како индијанци на Балканскиот полуостров. Така е. Дека се староседелци на Балканскиот полуостров словените. И тоа што се индијанците на територијата на денешните Соединените Американски држави, тоа се словените на територијата на Балканскиот полуостров. Можете ли да ја објасните таа своја теза? Могу. Зошто се словените индијанци на Балканскиот полуостров? Па овако, значи, оно што данашња мејнстрим историографија признае, да е Славена било на Балкану и прije 7. вijeka, pa možda još u antici, pa možda i ranije. Znači, današnja historiografija ne negira potpuno nekakvo prisustvo Slavena na Balkanu. On kaže, moguće je da je u Podunavlju, negdje u Panoniji, bilo Slavena i ranije. Ono gdje se ja razlikujem od njih, što ja kažem, Iliri, Tračani i Dačani su protoslaveni. Moje mišljenje da su Tračani srodni Slavenima ili Iliri ili antički Makedonci na isti način na koji smo mi danas srodni Česima. Ако бугарите доаѓа тамо некаде од руските степи, тамо некаде од козачките степи, тогаш нели се постава прашањето на нивното словенство и на нивната религија. Без македонската територија, без македонското прашање, без асимилација на македонците, ќе виси во воздух и словенството и христијанството на бугарите. Затоа Македонија, македонското прашање, македонската територија им се како воздух потребни на бугарите. За бугарите да направат одредена историска вертикала со словенството и со христијанството им се неопходни Македонија, македонците, македонското прашање. Сад, значи, kad pričamo o Bugarima, znači kratko u dve rečenice, ko su Bugari? Bugari su jedno turkijsko pleme koje stiže na Balkan u 7. vijeku, ne zna se koliko, moguće da ih je bilo 10.000, moguće da ih i više. Nakon raspada avarskog kaganata u sukobu sa Francima, jedan dio Avara, vjerovatno njihovih srodnika, našao je svoje utočište u Bugarskoj i onda to bugarsko pleme uz lokalno stanovništvo i to turkijsko pleme Bugari, lokalno stanovništvo i ostatak Avara formira jednu moćnu, jaku državu koja je u svojom najjačem nekakvom periodu stizala čak i do današnje Hrvatske. Bila je vrlo jaka i to je znači ta srednjovjekovna Bugarska gdje su ti pravi izvorni Bugari bili manjina i nisu zadržali svoj jezik. Oni danas ne pričaju na tom turkijskom jeziku. Sad, зборуваат на словенски јазик. Така е. Како останатите словенски народи на Балканскиот полуостров, а бугарите не се словенски народ. Така е. Имаме два примери, да речеме маđарите и бугарите. Маđарите се обкружени со Словени, но го задржуваат својот јазик и ги маđаризираат словените на територијата на денешна Маđарска. Бугарите се словенизирани, иако се доминантни, тие се словенизирани од околните словенски племиња, што се два различни процеси. Tako je, zato što razlog je u tome zato što su Mađari konstantno bili ta ista elita, znači ta ugarska elita, nametnula je lokalnim Slovenima vlast u tadašnjoj Velikomoravskoj kneževini i nikad se nije mijenjala. A ovo sad smo rekli, kad je došlo dio tih Avara, Avari su prema svemu sudeći pričali slovenski. Znači, moćna bugarska država bila je spoj Bugara i Avara i tu je taj slavenski jezik prevladao i to pokazuje još jednu stvar. Koji su Bugari jezik zatekli kad su došli u 7. vijeku? Nisu zatekli albanski na području Bugarske, nekakav nepoznati trački, nekakav, ne znam, kakav romanski, grčki. Zatekli su slavenski jezik. Znači, Bugari dolaze u 7. vijeku na Balkan i prehvaćaju jezik stanovnika Balkana koji je slavenski.
Пред 4 години Владимир Путин во Москва после средата со тогашниот македонски претседател Ѓорѓе Иванов изјави дека словенската писменост потекнува од македонски земји. И на тој начин тој предизвика лавина на реакција во Бугарија, лавина на реакција во Софија. Меѓутоа историските факти, врз база на која темели Путин таа своја анализа и тоа своје стојалиште, му даваат за право. На вистина, словенската писменост потекнува од македонските земји, потекнува од македонски територии, околината на Солун, тоа се македонските словени или македонските словени кои може би имаат некоја генеза со античките македонци, тоа го говори Горан Шарич, ние сме тука староселци на Балканот, писменоста потекнува од нас. Путин тоа не го признава, само бугарите се обидуваат многу јалово, многу невешто и многу неуспешно тоа да го негира. Пред 2 години тогашниот председател Ѓорѓе Иванов имаше средба во Москва со господинот Путин, значи председателот на Руската Федерација, и тогаш господин Владимир Путин ја кажа она кованица, она флоскула, она реченица која ние македонците ја примевме со радост, со гордост, дека словенската писменост потекнува од македонските земји, од македонска територија. Не рече од Република Македонија, туку рече од македонски земји и македонска територија. Тоа е истина која е утврđена у средњовековним списима. Свети и Чирило и Методије су били македонци од Солуна, ми то знамо, пошто су толико написали и тачно превели стари и нови завет. Сигурно нису могли то да ураде на страни јазик, него сигурно тој е био превод на свој јазик. Ми иначе немамо примера квалитетних превода на неки словенски јазик и да то радио неко са страни. Значи то су били сигурно македонци, то су били сигурно словени и они су били македонци од Солуна. Да. Затоа е јазикот важен, затоа е писменоста важна, затоа е важен Блаже Коневски. Во на своја фаза, кога е голем бугарин или кога е на линија на голема бугарската идеологија, Антонио Милошевски, денес античкиот патриот, го напаѓа Блаже Коневски, го нарекува џуџето од Небрегово. Гледате, смислено се атекуваше да се покаже дека е добар со бугарите, да може да искористи дел од фондовите или дел од придобивките или дел од логистиката на бугарите, на бугарската држава на Софија, да се додвори до Доста Димовска, до целата таа структура. Беше исклучуван, беше враќен во младената на ВМРО ДПМН, се карал со него текстови, беа пришувани во тие младински органи на ВМРО ДПМН. Конфликт имаше 97 година, 96 година помеѓу Доста Димовски и Борис Мејковски, значи Антонио Милошевски кога е во таа по наводници голема бугарска фаза, го напаѓа Блаже Коневски, го нарекува џуџето од Небрегово. Зошто? Бидејќи треба да се удри во коренот на македонската државност, коренот на македонската независност, тоа јазикот, тоа писменоста. Тој е Блаже Коневски. Затоа се атакуваше на Блаже Коневски. Еве еден дел од разговорот со Антонио Милошевски. 99-та напишав книга кај што Блаже Коневски го означавте дека е манипулаторот и фалсификаторот Небрегово, џуџето во македонската литература. Никогаш во ниедна книга не сум го спомнал името на Блаже Коневски. Така што може, ако сакате слободно да ја погледнеме, но мислам дека ако не ви прави никаков проблем, дури на крај ако не ви пречи може да ми подпишете, сепак министар за надворешни работи не секогаш може да подпише одредена книга. Дали ова тука, плагиаторот од Небрегово. Кој друг од Небрегово познавате? Видете, слободата на изразот познава цензури во други времења. Јас мислам дека нема проблем никој да објави нормално дека е моја книга. Пишавте за Блаже Коневски? Не сум пишувал за никого по име и презиме. Блаже Коневски е плагиаторот од Небрегово. Видете, тој е една историска личност кој придонесе многу за создавање на кодификацијата на современиот македонски јазик. Дали е плагиатор или не, ќе кажат луѓе кои знаат повеќе за него и кои се разбираат повеќе од филологија. И што прават бугарите? Наоѓаат одредени аничари, како овој несреќен Петар Колев, ми ги праќаат во интервјуа. Јас си ги газам по интервјуа редовно, така, шахматен прам ситуации. Вие се смеете, се забавувате, но тие си одработуваат својата агенда. Затоа си имат одредени задачи. Тие задачи им ги дава Софија. Зошто? Бидејќи се ставиле под кирија на голема бугарска идеологија, сеќе го глумат големи бугари и всушност ја реализираат она стратегија дека секогаш јаничарите се поголеми турци од самите турци. Кога добивте бугарско државјанство? Па веќе няколку години, но преди да почнеме да говориме, да ја попитам, искате на книжовен български или на македонски диалект? Па, господин Колев, вие сте од Штип. И сега знаете, ако ме го поставува тоа прашање, ми личите на оние селјаци не од Далјадровци, имав еден официр во ЈНА, и ко се враќаше во Македонија или таму во Далјадровце, на српски им се обраќаше. Вие сте човек роден во Македонија, школован на македонски јазик, сега ме прашувате на кој јазик да зборите? Затоа што јас сум двоен државјанин и сум етнички бугарин, имам возможност да ви говоря, както виждате, и на български, и на македонски. Зависимо од това вие на какъв език искате да проведеме. И вие сте сега бугарин, а сте Петар Колев.
Точно. Не ви крстеа Борис по цар Борис, тука ви крстеа Петар по Петар Караджорджевич. А сте се борили ако ВМРО против династията на Караджорджевичи. Първо не ми отговорихте на какъв език, явно аз ще избера, тогава ще си говорим на български. Петър съм, защото и дядо ми е Петър, и прадядо ми е Петър. И държите Нито слика съм... на Петър Караджорджевич дома в собата? Не, на Тодор Александров. Нито Ако съм беше Колевски, на Тодор нито съм... Александров, на Тодор ке ви кръста, нямаше Петър да ви кръстат. Мой идол е Тодор Александров, я в моята соба си държам слика на Тодор Александров, а иначе на Свети Петър нормално. Во ова интервю прво зборевте на бугарски, па на македонски, и вие да сте прав ВМРО-вец. Ке може ли на крај на српски да завршите? Антички ВМРО-вец или Значи, Валиево сега видете ще е сега. модела. На српски да кажете Видете сега. довиđenja поштовани гледалци и да завршиме с Видете интервюто сега, на значи- еден класичен ВМРО-вски начин. Видете сега, и аз ве прашав вие да изберете како да разговараме, имајќи предвид дека големиот дел од вашата публика нема учено книжовен български, решив да зборувам на македонски диалект, за да ме разберат полесно. Иначе, односно српскиот, никој пат не сум го учил, не го и знам српскиот. Цеца ја нарачувате на свадби, сигурно. За жал не. Цеца Драгана ја нарачувате, сигурно. Скоро се женив, има видеоматериал во интернет, може да проверите. Индира Радич. Не, може да проверите, има видеоматериал во... Оди со бугарско вино Индира Радич. Видите, максимално. некој, значи, сигурно функционерите на така нареченото ВМРО во Македонија доживуваат душевен оргазам на Цеца. За мене е подобар варијант Васка Илиев. Нема народ на Балканот кој помалку не краде историја од соседни држави или од соседни народи. Нема народ на Балканот кој не покажува одредена историска тврдоглавост. Значи, велам, нема таков народ ни на Балканот, ни во Европа, ни во светот. Секаде кај што се допират одредени држави, одредени народи, тие по нешто земат едни од други. Меѓутоа, таква тврдоглавост, таков менталитет, као што покажуваат бугарите, кои ништо не признаваат, кои све негират, јас немам видено кај другите балкански народи. На таа тема господинот Халчев, кој го дефинира бугарскиот менталитет. Аз мисля, че в България много трудно ще стане това. Много е трудно. Има една закоравялост в менталитета на българина. Вие знаете сега какво се получава. Те изкарват, че българският народ е най-стария народ, едва ли не. Имаме тук разни историци в кавички, които пишат, че Исус Христос на кръста е говорил български език. Имаме историци също, които сега и правят и телевизионни предавания, ваши колеги тук, които казват, че българите били, древните българи били още в Хималаите, в Андите в Южна Америка. Има историци, които са университетски професори в университета, които твърдат, че България съществува български народ от 6000 години. И освен това, в българския менталитет, аз това никога не мога така да го приема и да го разбера, няма както у другите народи, няма и нотка за самокритика. Да се критикуваш и ти, да признаеш, че ти не си прав. Българина някак си е един такъв човек, който, знаете ли, прилича, аз ще ви го кажа с един анекдот. Типични българи у нас са шопите. Шопи, знаеш така наречено, които живеят тук около София. Така е. Има такъв фантастичен анекдот за шопа, за да разберете какво значи. Това е обобщение на българина, на българската менталност. Значи, преко анекдота да го найдем менталитетот. Да, ще го найдеш, ти ще го разбереш. Шопа отива в зоологическа градина, некъде в чужбина, не в Софийската. И вижда жирафа, това голямо животно с дългата шия. И го гледа и си тръгва и вика, нема такова животно. Той не може менталитета му да побере такава дълга шия на животно. Той го вижда, че го има, но вика, нема такова животно. Това е българина, българския менталитет. Значи, тоа е менталитетот и во однос на македонците. Не гледа дека постоиме, ама вика две нема. Да, точно така. Точно така. Не гледа, че имате история, че имате разлика, че имате култура. Не гледа, че ако му дадеш книга на македонски език, съвременна даже да му дадеш поезия, не може да разбере всичко. И ще се затрудни, особено поезия, лирика, нали, други неща, роман да чете. Обаче вика, нема език македонски, нема култура македонска, нема македонски народ. Ако академията ја сметеме како столбот на една држава, на една државност, 1967 година е направена или формирана Македонската академија на науки и уметности.
Двајцата први председатели на МАНУ се Михајло Апостолски, легендарниот воен командант. Значи, февруарскиот поход е воено ремек дело кое се изучува во сите војни музеи или на војни факултети. 1944 година се прекршува Втората светска војна со тој гениален февруарски поход на Михајло Апостолски. Вториот председател на МАНУ, Блаже Коневски, јазикот и писменоста. Значи, комунистите точно процениле дека ослободувањето и јазикот и писменоста се столбовите на македонската државност и македонската независност. Затоа и Апостолски и Коневски ги ставиле да бидат првите двајца председатели на Македонската академија на науки и уметности. 4 пати бугарите неуспешно се обидуваат да го решат македонското прашање по воен пат или со воена сила. Прва Балканска, Втора Балканска војна, Прва светска војна, Втора светска војна, последен пат 44 година, тоа во август месец се обидува да го направат со Ванчо Михајлов, го носат со воен авион од Загреб до Софија, подоцна Софија во Скопје, да направи независна македонска држава. Ванчо Михајлов доаѓа на терен, гледа дека нема амбиент тоа да биде направено и се враќа во Загреб. Значи, и четвртиот обид на бугарите да формираат одредена македонска држава која ќе се спои подоцна со тоа големо бугарско царство пропаѓа. Значи, 4 војни акции и сите 4 ги имат изгубено. Господине Димитриевски, зошто Ванчо Михајлов доаѓа во Македонија 44 година и не формира независна македонска држава по принципот на Анте Павлевич во Хрватска? Колку што јас сум ги истражувал германски документи кои што ги објави во посебен зборник, тој доби мандат од германците да 44 година, кога веќе се надзираше капитулацијата на Бугарија, да формира независна држава Македонија само во случај доколку Бугарија пристапи кон силите на антифашишката коалиција. Значи, ако Бугарија почне да речеме да кокетира со антифашистската коалиција, Ванчо Михајлов да биде да формира независна држава Македонија, која што ќе биде пандан на желбите на бугарите. Меѓутоа, за да го испита доволно теренот, тие го испратија во Софија за да се консултира со тогашните бугарски власти. Тоа е веќе крајот на август и почетокот на септември. Се уште Бугарија не е капитулирана. Таа капитулираше. Значи, еден месец пред капитулацијата на Бугарија. Не, 10 дена пред капитулација. Не е месец. На 9 септември веќе Бугарија капитулира. Тоа е 10 дена пред капитулација. И тој дојде со авион специјално од Загреб, од кај Анте Павелич, се консултираше во Софија, со црна лимузина дојде во Скопје, веќе му беше јасно дека не сме да формира независна држава Македонија, затоа што ќе се замери со Бугарија. Доколку ја формира, значи таа ќе биде директна конфронтација со Бугарија. А ако не ја формира, ќе биде проблем со германците, веќе тие му дадоа мандат. И тоа е соломонско решение дека нема услови да формира независна држава Македонија. Дојде во Скопје. Од Софија во Скопје, нели? Да. Се консултираше со видните. Тоа беше проформа веќе. Тоа е проформа, он веќе имаше решение. Со Чкатров, со Джезелов. Да. Има разговор со Скопје. Се е во ред тоа, но неговата идеја беше да не формира веќе. Работата беше во тоа што он од Бугарија дојде со веќе изградени кристални ставови дека не сме да ја формира независна држава Македонија, затоа што ќе се замери со властите во Бугарија. И потоа, преку Ванчо Михајлов, југословенската удба ги контролираше сите македонски дисиденти. Сите македонски дисиденти преку таа мрежа на Ванчо Михајлов беа контролирани. Всушност Ванчо Михајлов во Рим, освен со ЦИА, освен со италијанските служби, освен со дел на бугарските служби, во времето на Људмила Живко се работуваше со југословенска удба. Југословенска удба му стави обрачна луѓе околу Ванчо Михајлов. Најблиските соработници на Ванчо Михајлов беа соработници на удба, така беше и Ванчо Михајлов контролира. И всушност ВМРО ДПМН, правејќи континуитет со Ванчо Михајлов, со Тодор Александров, со 1893 година, со многу, ајде да речеме, нејасно дефинирани личности од таа ВМРО-ска историја, кој е пробугарски дел на историјата на ова денешно ВМРО ДПМН, всушност се стави трн во здрава нога. Не само што партијата се стави трн во здрава нога, признавајќи и конгресите на Тодор Александров, Ванчо Михајлов, туку стави трн во здрава нога и на македонската државност и на македонската историја. Има ли во архивот на Република Македонија одредени документи кои укажуваат на можни контакти на Ванчо Михајлов со удба? Да, има. И што има во тие документи? Па преку соработниците преку агентите на службата кои се обидувале да стигнат до Ванчо Михајлов и до неговото седиште, во тие документи значи раштркани во повеќе фондови и во повеќе досија може да се најдат документи кои укажуваат на контактите на Ванчо Михајлов со удба. Контактите, велите, се индиректни, но има одредени информации дека Ванчо има и директни контакти, а посебно се засилува тие контакти не само некаде кон крајот на комунизмот, туку и по паѓањето на комунизмот. Да, доаѓа до директни контакти, но во тој момент удба работи еден принцип колку само да запознае таа личност која ја гонела 40 години. Дури се вели дека Добре Величковски имали
може би случайно, може би намерно, неколку телефонски добри величковски кој е нели на ДБК кој е задолжен за таа непријателска имиграција, имале неколку контакти со Ванчо Михајлов телефонски. Да. Вртал на телефон да се слушне со Вида Боева, преку која се обидува да стигне до Ванчо Михајлов. Погрешка се јавува Ванчо Михајлов од другата страна и си правеле муа. Веројатно следевте или може би не следевте таа Facebook комуникација помеѓу Никола Груевски, поранешниот лидер на ВМРО ДПМН и сегашниот министар за одбрана во бугарската влада господин Красимир Каракачанов или прв човек на бугарското ВМРО БНД, кај што Красимир Каракачанов му се обраќа директно на Никола Груевски, му вели дека тие историски анализи кои Груевски ги објавува на Facebook не ги пишува Груевски, туку му ги пишуваат историчарите како што се Никола Жежов, Ванчо Ѓорѓиев, кој според Каракачанов нели ги пишува тие текстови за потребите Никола Груевски, кој е член на Државната историска комисија. И внимавајте, Никола Србов. Значи овој Никола Србов кој вели дека Ванчо Михајлов бил соработник на Југославенската удба, според Каракачанов ги пишува историските текстови кои Никола Груевски ги објавува на својот Facebook статус. Тоа е интересен податок, почитувани гледачи, тој податок фрла некоја светлина на односите Никола Груевски ВМРО ДПМН, односите Софија, односите Белград, односите Тина и така натаму и времето ќе покаже кој бил во право, Груевски или Каракачанов. Со што се бугарите фрустрирани, бидејќи 1990-1991 година, кога се распаѓа комунизмот и во Софија, и во Белград, бугарите смета дека е дојдено нивното време. Времето кој го чекат после Првата и Втората Балканска војна. После Првата и Втората Балканска војна, бугарите се инхибирани да се вклучат во балканските процеси на ниво на дипломатија, на ниво на политика, тоа го прават на воен план. Со Првата и со Втората светска војна и се на поразената страна, и во Првата и во Втората светска војна. Бугарите се поразени, се инхибирани 1991 година, смета дека се дојдени нивните 5 минути и дека Македонија и Бугарија, како две во наводници бугарски држави по принципот на источна и западна Германија, ќе се обединат. Тоа не се случува и тоа е генезата на сите бугарски фрустрации, кои ги гледам овие 30 години, посебно последните 1, 2 или 3 години се толку агресивни, како што знаат бугарите да бидат агресивни во реализација на одредени своји идеи. Таа фрустрација потекна од фактот дека бугарите очекува да се спојат источна и западна Германија, односно источна и западна Македонија. Со името Северна Македонија, некој на бугарите им прати порака кој тие не разбират. Нема што да барат во Македонија. Планот за поделба на Македонија кој Лавров покажа во рускиот парламент помеѓу Бугарија и Албанија е адаптиран, е пуштен низ вода, пуштен низ Вардан со името Северна Македонија. Тоа е лошо име, тоа е штетно име, јас не го прифаќам тоа име, значи нема шанси никогаш да кажам Северна Македонија, се потпишем по такво име. Меѓутоа, со тоа име Северна Македонија на бугарите им е ставена рампа. Немаат бугарите што да прават во Република Македонија. Затоа се фрустрирани и се обидат на сите начини да направат конфликт во Република Македонија. Не можат бугарите да стават вето. Треба да ги донесеме до зид. Да ги донесеме до зид да стават вето. Не може да стават вето бугарите, бидејќи ако стават вето ќе признаат дека повеќе од 50, 60, 70 години работат на растурање на Македонија, работат на поделба на Македонија на два дела, до Групчин, од оваа и од таа страна Групчин. Дури во текот на војната, 1999 година, подесне 2001 година, кога Иван Костов е начело на бугарската влада, тој не сака да прими албански бегалци кои се населуваа од Тетово и Гостар, вели, можеме да примеме само македонски бегалци. Тоа значи дека бугарите работат уште од времето на Тодор Александров на поделба на Македонија на два дела, бугарски и албански. Прво, Бугарија има комплекс да се меша во балкански работи, бидејќи секој што се замешува во балкански работи губела или балкански војни или Прва светска или Втора светска војна и така натаму. И мислам дека сега, после 100 години, повторно пробаа да се замешат и повторно ја оплескаа работата. И она декларација која направил бугарскиот парламент, јас, еве нека звучи како теорија на заговор, мислам дека бугарите намерно ја направија за да можат да се тргнат од балканските. Не можат они да ги решат балканските прилики, едноставно немаат капацитет, немаат добра проценка и ги промашуваат сите работи. Slažem se sa vama. Samo oni bi imali više uspeha kada bi priznali makedonski identitet. Da. Tu bi im krenulo na bolje, ja mislim. Apsolutno. Ali oni to ne mogu da priznaju. Oni to je nešto... Посилно од нив е тоа. Посилно од нив е. Да. Као да имат некој грч, некој историски Tako комплекс, je. дека не ги доживуваме ко Словени. Da. И дека мора да бараат одредена историска вертикала со други делови од кај што може да црпат. Словенство, христијанство и така натаму. Pa kolega Božinov je u toj knjizi pisao sve što je vezano za pojam Makedonci i identitet stavljao pod znakove navodnika. Znate, ako pišete sve pod znakovima navoda, odnosno dovodite u pitanje, vi praktično onda ne možete imati nikakvu šansu na toj teritoriji. Da priznate ljudima identitet koji je stvoren
Srpska geopolitika je još u 19. veku primetila makedonizam. Samo što ga je primetila i Bugarska, ali oni nisu mogli da ga prihvate. Srbi su prihvatili i napravili su jednu grešku tada u Kraljevini Srbiji, što su Makedoncima nametali izričiti srpski identitet. Jer srpstvo i makedonizam mogu da idu zajedno, ruku pod ruku. A bugarizam i makedonizam ne mogu da idu nikako zajedno. Ne mogu ruku pod ruku. Da se ništat. Tako je. Poništavaju se, apsolutno. Da se poništao te. A srpstvo i makedonizam mogu zajedno. Da ima komplementarni razvoj. Tako je. Evo što Krasimir Karakačanov o toj Facebook status ili o ta Facebook komunikacija, korespondencija ili razmena na stavovi, razmena mišljenje opišao na Nikola Gruevski, kad citiram, Karakačanov kon Gruevski, VMRO je Bugarska, a во неја нема место ниту за грчки вергини, ниту за шумадиски сајкачи. Тоа значи дека Каракачанов му испраќа порака на Никола Груевски, дека Груевски ја има излечено ВМРО ДПМН од раците или прегратките на Софија и ја има наклонето кон Белград. Тоа е всушност најголемата замерка на официјалната бугарска политика. Кореспондира или која е представувана од Бојко Борисов, а посебно од Красимир Каракачанов, тие не може да му простат на Никола Груевски дека ВМРО ДПМН има извадено од прегратките на Софија и има приближено кон Белград. Затоа Никола Груевски и Саша Мелков има секош одлични релации со официјален Белград. Има една варијанта, дека патот по кој бега Никола Груевски можеби не е преку Албанија, Црна Гора и влез во Србија, туку е директно преку територијата на Србија. Времето ќе покаже дали било така или било поинаку. Меѓутоа факт е дека во мандатот на Никола Груевски српското влијание е најсилно во Република Македонија и доаѓа до израз во тие настани на 27 април 2017 година, кога он е несреќен српски разузнавач Горан Джевалјевич, кој пред неколку дена има објавено книга која се нарекува Служба, каде што не ги опишува тие настани, меѓутоа кажува дека токму тоа српско влијание, посебно српската политика, посебно српското подземје разузнавачки структури учествувале во настаните на 27 април. Како велеше Горан Джевалјевич, тој бил во собранието да види дали навијачките групи на Партизан или Црвена Цвезда учествуваат во тие немили настани на 27 април во македонскиот парламент. Официјално Софија тоа му го замера на Никола Груевски. Смета дека Никола Груевски направи од ВМРО ДПМН просрпска партија. И има одредено историско поклопување. На денешен ден 2003 година во Охрид Никола Груевски избран за прв човек на ВМРО ДПМН. 2003 година 24 мај Никола Груевски го поразува Маријан Ѓурчев. Маријан Ѓурчев е фаворит. Зад Маријан Ѓурчев стои бугарската дан, стои бугарската држава. Бугарската држава смета дека Маријан Ѓурчев треба да биде избран за лидер на ВМРО ДПМН за да се хармонизираат односите помеѓу Скопје и помеѓу Софија. Меѓутоа победил Никола Груевски. Подоцна бугарите велат дека дел од југословенските, дел од српските структури, југословенскиот кос стојат за изборот на Никола Груевски. Никој тоа не може да го докаже, никој тоа не може да го потврди или да го демантира, почитувани гледачи. Меѓутоа, можеби на 24 април 2003 година во Охрид биле судирани ДАНС и биле судирани структурите на КОС. Кој победил, знаеме. Како одеше историјата, исто така знаеме. Значи времето ќе потврди, ќе се отворат и тие тајни архиви, ќе се отворат тие документи, ќе се отвора се она што следело или претходело или било во Охрид 2003 година. Меѓутоа фактот кој се брои, како вели, се подцртата, се подлекува и се пишуваат картите кои си ги имате освоено, победува Никола Груевски, поразен на Маријан Ѓурчев. Зад Маријан Ѓурчев стоеше официјално Софија, за Никола Груевски, како што вели Каракачанов, стоеше официјален Белград. Гледате колку е голема таа фрустрација на Софија, на Каракачанов, на Бојко Борисов. Бојко Борисов дури на еден партиски настан на неговата партија ГЕР вели дека тој не сакал ни да се сретне, ниту да се ракува, ниту да разговара со Никола Груевски. Воопшто не го сака Никола Груевски, тоа беше она кој објаснуваше зашто е кризата во Република Македонија, дека кризата е поради турскиот тек и објаснува дека Никола Груевски всушност му кризира владата бидејќи прифаќа турски тек да помине преку територијата на Република Македонија, меѓутоа додава дека тој ниту го сака, ниту го почитува, ниту сака да има комуникација со Никола Груевски. Значи таа фрустрација на бугарската држава од Никола Груевски е огромна. Еве што му пишува Красимир Каракачанов во тие 2 или 3 Facebook кореспонденции помеѓу него Никола Груевски. Односно го отвара прашањето дека Никола Груевски во текот на 90-тите години има работено за банката на бугарски мултигруп во Скопје, тоа е Балканска банка. Значи фрустрацијата оди дотаму дека Красимир Каракачанов после 20 години, 20 кусур години го вади на површина фактот дека Никола Груевски навистина беше брокер во Балканска банка. Во тој временски период Балканска банка беше банка на Илија Павлов и банка на Мултигруп.
текот на 90-те години, таа компанија Мултигруп е најбогатата, најмокната бугарска компанија. Богатството на Илја Павлов, првиот човек на Мултигруп, тежи некаде помеѓу 6 и 7 милиарди долари. Всушност, сите најблиски соработници на Илја Павлов биле агенти или соработници на бугарското разузнавање, кои имаат одлични релации со Москва. Таа компанија беше спомнана во фонот на атентатот, на анализата на Љубомир Фрчковски, кој тогаш е министар за внатрешни работи. Компанијата Мултигруп е спомната како можен извршител на атентатот врз Киро Глигоров. Времето ниту го потврди, ниту тоа го демантираш. Имаше средба помеѓу Павлов и Киро Глигоров. Тие разменија одредени информации, разменија одредени анализи. Не се потврди улогата на Мултигруп или учеството на Мултигруп во атентатот на Киро Глигоров. Меѓутоа, Красимир Каракачанов го обвинува Никола Груевски дека работел во банката на Илја Павлов во Република Македонија, тоа е Балканска банка. 1998-99 година тоа е банката кај што Маријан Ѓорчев, кој тогаш е директор на Агенцијата за приватизација, е прв владен функционер кој е една државна сметка кај што се слеваат пари на граѓаните на Република Македонија, има ставено во Балканска банка, значи парите на Агенцијата за приватизација. Тогаш имаше многу пари во Агенцијата за приватизација, значи сметката на Агенцијата за приватизација во време на Маријан Ѓорчев беше депонирана во Балканска банка. Оттаму бе очигледно дека всушност бугарската држава, тоа му го ценеше на Маријан Ѓорчев. И 2003 година, кога Маријан Ѓорчев е поразен на конгресот во Охрид на 24 мај 2003 година Никола Груевски, бугарската држава застана за изборот на Маријан Ѓорчев. Не беше избран Маријан Ѓорчев. Можеби историјата и на ВМРО-ДПМН и на односите помеѓу Република Македонија и Република Бугарија ќе да е еден сосема друг правец, ако на 24 мај 2003 година Маријан Ѓорчев во Охрид го поразеше Никола Груевски. И кога веќе говориме за Балканска банка, кога веќе говориме за Мултигруп. Начело на Балканска банка е Кирил Пендев. Кирил Пендев беше главен резидент на бугарските служби во Република Македонија. Одличен пријател на Лјупчо Георгиевски, одличен пријател на Никола Груевски. Всушност Кирил Пендев, кој беше кандидат подоцна по завршување на банкарската кариера да биде градоначалник на Благоевград, и тоа е таа приказна дека Лјупчо Георгиевски планирал да се кандидира во Благоевград, не планирал, туку беше дел од тимот на Кирил Пендев во таа кампања Кирил Пендев да биде избран за градоначалник на Благоевград. Значи Кирил Пендев, главниот резидент на бугарските служби во Република Македонија, е главната врска помеѓу Лјупчо Георгиевски и помеѓу Никола Груевски. Можеби тоа е главната осовина и главниот лобист Никола Груевски да стане министер за финансии во владата на Лјупчо Георгиевски. На ниво на разузнавање, со кого сте соработувале во Македонија? Ако веќе име не кажувате, дали со луѓе во врвот на ВМРО-ДПМН, бугарското разузнавање имало контакти? Това не мога да кажа дали имало. Това са неща, които, както знаете, не се говорят. Но мога да кажа нещо друго, че понеже в Македония е модерно да се обвинява ВМРО-ДПМН, че били бугараши, бугарофили и провеждали бугарска политика, мога да кажа, че много хора от СДСМ също добре работеха с българските служби, казвам и леви и десни. Такива. Значи, и ВМРО и СДСМ. Хора и от едните, и от другите са контактували с български политици. Дали се денес власт во Република Македонија? Дел од тие луѓе. Дали тие луѓе се уште активни на политичката сцена? Бидејќи, сега да не се лажиме, Мултигруп како една од компаниите зад која стоеше петата или шестата бугарска управа имаше купено неколку инвестиции во Македонија. Така. Дали беше рудникот Бучин, дали беше Балканска банка, дали беше шекараната во Битол и така натаму. Треба да бидеме наивни за да не помислиме дека дел од тие инвестиции беа со одредени политички причини. Треба да бидеме наивни да не помислиме дека на раководни места во тие компании беа луѓе блиски на бугарските служби. Сега дали се били на български служби не знам, но хора од компанијата Мултигруп се още са активни в македонската политика. Градоначалници, високи функционери во државата и така натаму. Министер-председатели и така натаму. Во моментот имаме едно прашање кое е клучно за нас. Да. Многу лесно и многу наивно го решивме второто прашање, тоа е македонско-бугарското прашање или македонско-бугарските односи. Па дури Каракачанов вели дека тоа прашање ќе биде архивирано или договорот ќе биде архивиран во Обединетите нации, што значи дека ќе биде под покровителство сега на Обединетите нации и тоа што е направено како договор помеѓу Софија и Скопје ќе служи како урнек за решавање на некој македонско-грчки. Видите сега, тоа се глупости. Да. Тоа се глупости, пошто гледај сега Каракачанов сега значи, да не збориме пошто добро го знам што му е просечниот тоа. Колку мозок има. Прво, знаете вие добро, во Обединетите нации дали се занимаваат со такви глупи работи, со архивиране и така и така. Така што договорот ќе бил ратификуван едва и во Обединетите. Па тоа се глупости. Сега тие моментално си имат своите, видите Васко, бугарите си имат своите моментално 5 минути. Тоа се нивните 5 минути.
Запамтете го. Тие имат сегашните 5 минути. Потоа, ајде пак ќе збориме за тоа. Бугарија јас не ја гледам добро. Но треба да бидеме поштени, почитани гледачи. Ова ВМРО ДПМН, сегашното ВМРО ДПМН, без разлика на историските врски, без разлика на одредени симпатии, не е под контрола на официјална Софија. Двете последни ВМРО-вски влади, или од 1998 година и 2006 година, не се формирани во Бугарија, не се договарани во Бугарија. Напротив, дури доаѓањето на Зоран Заев на власт се договарано во Софија. Имало одредени среби во Софија, имало одредени среби во Банско. Не само помеѓу бугарски бизнисмени Зоран Заев, туку помеѓу македонски бизнисмени Зоран Заев. Значи, велам, можеби многу повеќе елементи ќе најдеме кај СДСМ отколку кај ВМРО ДПМН за таа комуникација помеѓу Скопје и помеѓу Софија. Двете последни ВМРО-вски влади, или од 1998 година и 2006 година се формирани во Грција. Првата во Порто Карас, втората на Халкидики. Втората ја формира пуковник Тито Петковски. Тито Петковски на одмор на Халкидики, кај што по посета му доаѓа таткото на Јордан Орце Камчев, Илија Камчев, и инсистира да биде формирана влада помеѓу партијата на Тито Петковски, кој некада на 29 ноември 2005 година ја формира, тој е НСДП, и ВМРО ДПМН, бидејќи без гласовите на Тито Петковски, ВМРО ДПМН не можеше да формира влада 2006 година. По формирање на таа влада прекинува постапката против Јордан Орце Камчев. Значи, Тито Петковски како близок пријател, да не речиме службен во наводници пријател со Илија Камчев, ја договара владата помеѓу ВМРО ДПМН и НСДП. Предмет на преговори е Јордан Орце Камчев да не биде гонет. Подоцна Јордан Орце Камчев станува кум со Сашо Мјалков и приказната ви е позната. Меѓутоа, двете последни ВМРО-вски влади не се формирани ни во Белград, ни во Софија, туку се формирани во Грција. Дали имаше грчко влијание во правење на таа коалиција? Немаше. Подоцна се покажува дека вие Топурковски имате блиски релации со грчките политички партии, со грчката држава. Задничката средба или последната средба на која се финализира таа коалиција направена во Порто Карас, значи тоа е експлозивно летувалиште во Грција, ми умна смета дека Грција всушност стоела за таа коалиција помеѓу вас и Васил Топурковски. Аско, ние тогаш бевме на еден, така како да кажем, колективен одмор во Порто Карас, во кој беа заедно со мене Доста Димовска, Маријан Ѓорчев и уште некои членови на извршниот комитет. И одеднаш се јавува Васил Топурковски и ја дава иницијативата, треба да се видиме поттикно, важно е, треба некои работи ќе бидат добро завршени. Ние му велиме, Васил, ние сме на одмор, не можеме да го прекинеме одморот, ама ако сакаш дојди ти. И он доаѓа во Порто Карас и точно тогаш се остварува таа средба во Порто Карас. Меѓутоа, можам да ја кажем без тука немало никакво присуство на никаков грчки политичар, ниту пак јас сум имал некоја комуникација со грчки политичари во тоа време. Едноставно, изборот беше случаен таму. А точно е дека тука веќе беа поставени темелите на новата коалиција која подоцна се финализира и мислам триумфално победи на новите парламентарни избори. И доаѓаме до прашањето за Гоце Делчев. Внимавајте, почитувани гледачи. Прашањето за Гоце Делчев е отворено во Преспанскиот договор, не во договорот со Бугарија. Во Преспанскиот договор не смееме да кажеме дека Гоце Делчев е роден во градот Кукуш. Зошто? Бидејќи во градот Кукуш се првите бунтови против грчката патриаршија, цел еден град, половина град преминува на унијатство, како што поминува фамилијата на Гоце Делчев. Унијатството е најголем проблем или најголем противник на грчката патриаршија, на грчката православна црква, затоа грците го отвараат тоа прашање. Затоа ние не смееме тие идоними, топоними да ги нарекуваме со македонски јазици кои се наоѓаат во Република Грција. Не смееме да кажеме Лерин, кажуваме Флорина, не смееме да кажеме Солун, треба да кажуваме Тесалоники, не смееме да кажеме Кукуш, треба да кажеме Килкис. Тоа прашање е отворено во тој Преспански договор. Бугарите само продолжат таму кај што е застанато со Преспанскиот договор. Да не беше Преспанскиот договор, ќе беше многу тешко на бугарите да може да го отворат прашањето на Гоце Делчев. И го отвара тоа прашање на Гоце Делчев и тоа ќе биде клучното прашање кое ќе треба да се дефинира помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Бугарите удират во срцето на македонизмот. Удират во срцето на тоа што е денешна независна Република Македонија. Одбират една или две од најчистите македонски фигури во тоа револуционерно движење и се обидуваат да ги направат дека се заеднички дел или дел на заедничката историја. И тоа е смислена бугарска политика. Ќе видиме дали бугарите ќе успеат или по петти пат ќе капитулираат во однос на македонското прашање. Јас сум сигурен дека бугарите по петти пат ќе капитулираат во однос на македонското прашање. Не имаат среќа, таква има кармата. Не може да ја добијат Македонија на своја страна. Гледат како зрна песок кои им се пропаѓаат помеѓу прстите и ја губат Македонија. Го губат своето влијание по Македонија и се обидуваат на сила да го вратат тоа свое влијание. Све што е на сила направено, како пружина, како лагер,
Како Федер, колку повеќе го притискате Федерот, толку повеќе ќе удри во лице, ќе удри во очи. Тоа бугарите се плашат. И бугарите на крај тоа ќе го добијат. Колку повеќе не притискат ко Федер, толку повеќе Федерот ќе ги удри во очи. Во кој град е роден Гоце Делчев? Во село е роден. Добро. Или град можна, се едно. Во кој град е роден Гоце Делчев? Добро, сега може да го скрстите градот. Има луѓе се родија во Велес, во Тито Велес, па сега се во Велес. Така не, Иванов. Во кој град е роден Гоце Делчев согласно договорот од Нивице? Не знам што. Па не пише во договорот во кој град е роден Гоце Делчев. Во договорот тоа го нема. Шмен Иванов, вие точно знаете што е прашање. Во роден? Не, во Килкис. Според договорот од Нивици. Во договорот не пишува ни Кукуш ни Килкис. Значи не, ние се обврзуваме дека во договорот не пишува каде е роден Гоце Делчев. Користиме грчките топоними на македонските места. Ко одиме на шопинг во Солун, ние не одиме во Солун. Бугарите одат во Солун, србите одат во Солун, ние одиме во Тесалоники. Кога ќе збориме за Гоце Делчев, бугарите велат дека роден во Кукуш, србите велат дека роден во Кукуш, ние македонците велиме дека роден во Килкис. Нема да те вратат од Грција. Ако ти и на граница прашаш кај одиш во Солун, ако речеш, нема да те вратат, биди сигурен. Тоа е суштината. Да не ги плашиме луѓе за кој прешли суштината на капитулацијата, што ни се случи со Преспанскиот и со бугарскиот договор. Никош да не забравите, почитани гледачи, со потпис на Софија, моштите на Гоце Делчев, како негова изричита желба да почиват на територија на ослободена Македонија, се донесени во Скопје 46 година. Значи со бугарски потпис, не со потпис на Тито, не со грчки потпис, не со руски потпис, не со албански потпис, со бугарски потпис, моштите на Гоце Делчев 46 година од Софија се донесени во Скопје. Тоа бугарите не можат да го прешават. Како моштите на Гоце Делчев се дојдени во Скопје? Тие се тука, на своја земја, на своја територија и тука ќе останат до крајот на светот. Бугарите дозволат Гоце Делчев да не го донесат во Македонија. Коските на Гоце Делчев са се чували 2 децении во Илинденската организација во Софија. Ама знаете дека Гоце Делчев, тоа му е како тестамент, неговите коски да бидат пренесени и да биде погребен во столицата на слободна Македонија. Во таа, сега Гоце Делчев не е знаел дали Македонија ќе биде слободна, целосна, но кажат во тој дел од слободна, ако не е целосна, слободна, во столицата на тој дел, да бидат пренесени моите коски, тоа мојот тестамент. И сега, пошо Скопје, столицата на тој дел од Македонија, за жал останатите продолжуваат заробени да бидат, но така и така таа желба се остварува со дозвола на Димитров и тоа, и сега тие, тоа има документарни сведоштва како коските, тоа се носени со стотици илјади луѓе, па и тука се среќени и така, во тоа. Тоа е 46-та година. 46-та, да. 46-та, но тука има нешто интересно. И тоа е поврзано со дел од бугарската делегација, која учествува во носењето на коските, пошто така сега, тие доаѓаат, ама тие не доаѓаат сами, и при дружба и така. Сега. И тука во документите во архивот на Тито, останатите поврзани со Македонија, има интересни сведоштва. Тие некои од бугарите тогаш, пошто во Бугарија е било бедно живеели тога 46-та по војната и тука не е богато, ама во споредба со Бугарија е било по. И сега тие неколку денови дека кои са били тоа, добро, ги ранат, ги носат и тоа, и некој од нив вика, вие како добро ни раните, тоа во архивот, зачувам во тоа, како добро ни раните, ние може по некој друг месец, ако сакате да ви донесеме и други коски. Така што тоа се сведоштва зачувани историски. Во последните 20 или 30 години имаме два барда на македонската историографија. Тоа е Блаже Ристевски и тој Иван Катарџиев. Имат различни стојалишта во однос на почетоците на македонската преобразба. Блаже Ристевски смета дека тоа е некаде периодот 80-тите, 70-тите, 90-тите години на 19 век. Катарџиев смета дека тоа е 30 години подоцна, некаде 20-тите години на 20 век. И тоа се двете маргини. И тоа се двата дела на таа македонска историографија презентирани преку бардовите на македонската историографија, Блаже Ристевски и Иван Катарџиев. Ристевски смета дека македонската преодба почнува во 19 век, крајот на 19 век, Катарџиев смета дека македонската преодба почнува некаде почетокот на 20 век, односно после Првата светска војна. Ако ја прифатиме тезата на Катарџиев
дека македонската природба почна од 20-тите години на 20-тиот век. Тога се постава прашањето што ние славиме на 23 октомври 1893 година. Почеток на македонската револуционерна борба или почеток на бугарската револуционерна борба во Република Македонија или на македонски територии, на одрински територии, за спојување на тие територии со бугарската матица. Значи, ако прифатиме тезата на Катарџиев, тогаш 23 октомври, па и сите овие споменици на Скопје 2014 година се пробугарски позиции, се пробугарски споменици, се пробугарски празници. Видите, 23 октомври, кој јас го славам исто како 11 октомври, бидејќи тој е дел на македонската самобитност, тој е дел на македонската историја, но ако ја прифатиме тезата на Иван Катарџиев, кој веламе еден од двата клучни бардои на македонската историографија, тогаш 23 октомври е дел на бугарската, а не дел на македонската историја. Ние на 23 октомври всушност славиме почеток на револуционерна борба за обединување на македонските земји или на македонските територии со бугарската матица. И на крајот ќе дојдеме во тој историски апсурд да мораме името ВМРО да го делиме. Името ВМРО ќе остане последно за делење помеѓу Република Бугарија и Република Македонија. Дали на крајот, на олтарот, на тие преговори со Софија, ВМРО ДПМН ќе треба да го стави префиксот ВМРО. ВМРО префиксот оди во историјата, да биде поделен како заеднички дел на историјата помеѓу Република Бугарија и Република Македонија. Уште еднаш да потенцирам, почитувани гледачи. Јас не сметам дека денешното ВМРО ДПМН има блиски релации со Софија. Да, навистина Кирил Ковачев може да му се јави на Кристијан Мицкоски и наместо филмот Трето полувреме да ја даде и Златната петорка, кога е денот на независноста во Република Македонија минатата година. Значи се јавува Ковачев, кој е подпредседател на таа партија на европските десни партии и може да му нареди на Кристијан Мицкоски. Може би Кристијан Мицкоски се однесува така полтронски на седбата со Бојко Борисов. Меѓутоа, ВМРО ДПМН официјално не ја следи пробугарската политика. Тоа е она што треба да го запамтиме. Значи, ВМРО ДПМН од времето на Љупчо Ѓорѓевски или пред Љупчо Ѓорѓевски, кој имаше многу носталгија, многу симпатија кон официјално Софија, се смени во една сосема друга партија. Денес можеме да кажеме дека СДСМ е на пробугарски позиции, ВМРО ДПМН е на просрпски позиции. Меѓутоа, се сеќавате на историско, најконтраверзно интервју во мандатот на Љупчо Ѓорѓевски, кај што тој говори за бугарофилите во ВМРО ДПМН. Хајде да видиме неколку минути тој интервју со Љупчо Ѓорѓевски, кој кажува како биле формирани Централниот комитет, Извршниот комитет и владите на ВМРО ДПМН во негово време. Третата фаза е 97 година и расчистувањето со крилото на Змејковски, кој многумина го толкува како судир на македонистите и бугарашите во рамките на ВМРО ДПМН. Васко, вака, од 90-та година па до 2002 година, кога заминав јас, можам слободно да ви кажам дека ВМРО ДПМН на некој начин беше партија на бугарофили. Значи, слободно можам да ви кажам дека 2/3 од во сите извршни комитети, независно како се менувале, 2/3 од членовите на извршниот комитет перманентно биле така наречени бугарофили, 50% од Централниот комитет биле така наречени бугарофили. Намерно сте ги бирале така? Гледайте, не намерно. Меѓутоа, морам да ви кажам дека идејата за самостојна независна држава, како што и во рамките на Османиската империја ја покренале така наречените македонски бугарофили, така и 90-та година можам да ви кажам дека беше истина. И во целата таа турлитава, ВМРО ДПМН, ВМРО БНД, Софија, Скопје, Гоце Делчев се вклучува Денко Малевски. Ја дава она нестрехна изјава. Ја мислам дека верува во таа изјава. Ја мислам дека таа изјава не ја дава поради пари, бидејќи верува во таа изјава. Тоа е Денко Малевски. Тоа е таа салонска црвена буржуазија. Тие така размислуваат. Или може и им остана таманет од нивните родители во одредена фаза на историскиот развој да кажат дел од вистините кои ги криеле како фамилии, како поединци, така натаму и така натаму. Сите го потенцираат фактот дека Денко Малевски е прв министер за надворешни работи во независна Република Македонија. Меѓутоа има еден факт кој е многу позначен, многу побитен од тоа, дека Денко Малевски е човек, односно син на Владо Малевски, човекот кој пишува првата македонска химна. Тоа не е Изгре зора на слободата, тоа е денешната химна. Контраверзна е со името на Никола Карев, го има, го нема, Питуголи, така натаму и така натаму. Меѓутоа таа прва химна пише таткото на Денко Малевски. Затоа е битна позицијата, историската позиција на Денко Малевски. И тој вели Гоце Делчев и Крсте Петков Мисирков, кои се две најсветли личности на тоа револуционерно движење на преминуто 19 во 20 век. Дури Крсте Петков Мисирков беше прогласен пред 15 години за личност на векот во Република Македонија. Според Денко Малевски, тие имаат бугарски корени и биле бугари. И всушност влегува
како мали џокица во целата таа утакмица на наместена шаховска табла ги руши сите фигури и ослабува македонската позиција. Тоа е Денко Марески. Вие сте добиле награда за животно дело 2012 година, Крста Петков Ја вратив, добро. Ако е тоа некоја сатисфакција. Не е битно, сте ја добиле. На кој јазик зборувал и пишувал Крста Петков Мисирков? На јазикот на кој зборот и пишат сите македонци кои се родени во Егејска Македонија или во денешна Северна Грција. Дали што е спорно, не ти го разбирам прашањето. Па со ти договорот спомна министерот Димитров дека рекол дека македонците во Грција има македонци кои зборуваат на својот македонски јазик кој е од делот на словенските јазици, а има македонци кои се сметаат дека се македонци од македонскиот дел на Грција и се зборуваат грчки. Ама Иванов, не кажам. Тоа е хеленска култура, ова е словенска култура. Министер за надворешни работи на Република Македонија вели јазикот на македонците од Грција не е ист со јазикот на македонците од Северна Македонија. Тоа кажа министер за надворешни работи. Дали прашањето на малцинството во Грција? Не, нему путирајте на човек, ја не го бран. Најмалку имам причини и намера да го бранам министерот Димитров. Ама добро, еве се. Он после објаснуваше. Ајде, цитирам, прочитајме го објаснувањето. Македонскиот јазик е различен од јазикот на македонците во Грција. Тоа го има изјавено. Тоа го пренесуваат, ама тоа го пренесуваат агенциите. Вие сте работеле во агенции, знаете дека дали е демантирана агенцијската вест? Не е демантирана. Не, имаше објаснување. Сите тие конфликти, сите тие длабоки ферментација, длабоки поделби внатре во ВМРО ДПМН, кој ескалира 97 година. Ескалирате на Конгресот во Кичево 95 година, помеѓу Борче Змејковски и Доста Димовска. Ке македонските комунисти се ферментирани многу порано, тоа е 41, 42, 45 година и завршува со Венко Марковски неговото привилегување во денешна Република Бугарија. Расчистуваат со Методија Шаторов Шарло, прифаќа дека не сме дел на бугарското комунистичко движење и ги возобновуваат релациите со официјален Белград, односно со тие николци на новата СФР Југославија. Многумина смета дека проведува таа просрпска линија во Република Македонија. Меѓутоа, историјата покажува дека дефинитивно поведува промакедонската линија, бидејќи таа структура која ја формира независната македонска држава, формира Македонската православна црква и Македонската држава и Македонската академија на науки и уметности и удира темелите на независна Република Македонија, го кодифицира македонскиот јазик. Темпо или Светозар Рукановиќ Темпо, кој се смета за гробар на македонизмот, е човекот кој прв ја лансира паролата да одиме на Солун, а да не се оди на Срем. Значи паролата да се освојува Солун е од Темпо, а не од пробугарските структури во Република Македонија. Македонската историја треба да се форматира на еден сосема поинаков принцип. Меѓутоа суштината, која сакам да кажам, дека тие ферментации кои треба да поминат во ВМРО ДПМН, во револуционерното движење, да видат каде на која страна е Михајлов, на која страна е Тодор Александров, некои чисти личности во тоа револуционерно движење, македонските комунисти ја расчистија таа дилема 41 година. Одбра и се промовира за формирање независна Република Македонија. Расчистија со заедничка историја со Бугарија, со заедничко делување со Бугарската комунистичка партија. Имавме емисија на таа тема, 1 или 2 минути од таа тема. Зашто Методи Шаторов Шарло беше исклучен или беше изгонет од страна на структурите блиски на Јосип Брз Тито? Кој е Методи Шаторов Шарло? Методи Шаторов Шарло е интернационален комунист, човек кој што бил член на Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија 1928 година и од 1940 година станува член на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. Во периодот помеѓу тој е еден од основачите на ВМРО обединета во Третата револуционерна област, односно во Пиринскиот дел на Македонија. Клучна работата. Има писмо кој го праќа 41 година, кај што вели третина од македонците се чувствуваат македонци. Третина се чувствуваат бугари, третина Писмото датира месец мај 1941 година, кога дава извештај до Бугарската комунистичка партија за состојбата во Македонија. И вели, 1/3, значи тоа е реалната состојба, победа во рамките на Југославија. Шаторов. Во писмото, во извештајот на Методија Шаторов Шарло, вели 1/3 во Македонија има јасна македонска свест. 1/3 е со бугарска национална свест. И тие се рецидиви од екзархијата, под влијание на екзархијата. На бугарската црква. Е така. 1/3 се уште не се определени, меѓутоа претендираат на кај македонското чувство. Во интервјуто со Тимофеев, со Алексеј Тимофеев, најдобриот руски историчар
како најдобар познавач на балканската историја, ние го отворивме прашањето дали Коминтерната ја формираше македонската нација. Тоа е бугарската теза 1934 година Коминтерната ја формираше македонската нација. Негативен е одговорот. Не може да биде формирана нација од Коминтерна, вели Алексеј Тимофеев. Туку Коминтерната само ги следи процесите кои ги анализира или ги затекнува на терен. Значи на терен се виделе никулци, се виделе процеси кои оделе во правец на формирање или на постојање на македонска нација. Коминтерната тоа го гледа и тоа го верифицира, тоа го валоризира. Се друго се приказни за мали деца. Коминтерна се бавила питањама светске револуции, бором за слободу радништва, а национално питање само е схватила као начин подстицање у борбе за те глобални цели. Сега да кажете дека Коминтерната и да сакала не можела да ја создаде македонската нација. Баш тако. Туку само е признала реалноста која постоела на теренот на Република Македонија денешна или тогашна област Македонија. Да, ја мислим да е то тако било. Ја мислим да е то било признавање стања на терену, односно не признавање, него препознавање стања на терену. Признањето каде од вас нешто се траже, а препознање каде ви видите нешто и ви препознате. Да, ја препознам да е ово папир, да е оно е бел. Ето, препознаем то. Ал не могу да го учиним црним без неких помоќни средства. Да се вратиме на оно интервју на Денко Малевски, кој го дава кај Ѓорги Коритаров. Ѓорги Коритаров е исклучително интересна личност. Тој е агент од Алберт или агент од Алберто. Тој е агент на бугарското воено разузнавање. 5 години тој не може да биде во ефира, како што се вели во Бугарија, или да работи на национална телевизија, бидејќи му е откриено, му е објавено досието дека бил агент на бугарското воено разузнавање. Тој е агент од Алберт или агент од Алберто. Кај агент од Алберт или агент од Алберто, Денко Малевски го дава тоа контраверзно интервју, кај што потврдува дека Гоце Делчев и Крсте Петков Мисирков не се македонци, туку се бугари. Безмалку сите бугарски јастреби кои работат по тоа македонско прашање биле соработници на бугарските служби, дали полициското, дали военото разузнавање. Еве го документот како е врбуван Красимир Каракачанов 1989 година. Има 24 години и е студент по историја на Софијскиот универзитет. Врбуван да работи за бугарското воено и полициско разузнавање, да работи на македонското прашање. Така почна политичката кариера на Красимир Каракачанов, кој подоцна станал политичка кариера, доаѓа на чело на ВМРО БНД во Софија и денес е министер за одбрана и вице-премиер во бугарската влада. Ова е тој документ, почитани гледачи. Еве го како изгледа таткото на Красимир Каракачанов, кој се вика Дончо Каракачанов. Ова е Дончо Каракачанов. И Дончо Каракачанов бил соработник на бугарските служби. Ние ќе ви презентираме дел од неговото досие, кој беше објавено во официјалните медиуми, во портали или во одредени медиуми кои се во конфликт со Красимир Каракачанов. Објавено досието и на Красимир Каракачанов, објавено е досието и на неговиот татко Дончо Каракачанов. Еве што пишува во досието на Дончо Каракачанов, татко на Красимир Каракачанов, роден на 11 февруари 1932 година во бугарскиот град Русе. Бугарскиот град Русе е таа граница помеѓу Република Бугарија и Република Романија. Најголем дел на бугарските власти потекнат од градот Русе. Многумина во Бугарија му префрлат на Красимир Каракачанов дека нема македонско, туку и дека има влашко потекло. Тој тоа го негира, меѓутоа, гледате, роден е во градот Русе. Градот Русе се до пред 50 или пред 100 години најразвиениот бугарски град. Трговијата на Бугарија преку Дунав се води преку градот Русе. Најбогатите бугари живеат во градот Русе. Тој е центарот на властите во Република Македонија. Значи, од тој град, кој е центарот на властите во Република Македонија, потекнува и Красимир Каракачанов и неговиот татко Дончо Каракачанов. Продолжуваме понатаму. Дончо Каракачанов е врбуван од бугарските служби 1972 година. Внимавајте, во времето на Тодор Живков, 1972 година во силната власт на Тодор Живков под псевдоним Иванов. И тој 89-та година е избран да биде депутат во последното социјалистичко собрание на Република Бугарија. Значи не само што бил соработник на службите, туку службите го помагат 1989 година Дончо Каракачанов под псевдоним Иванов за да е избран за депутат во последното социјалистичко собрание на Република Бугарија. И еве го досието на Красимир Каракачанов. Румен Петков го објавува тоа досие. Поранешниот министар за полиција во владата на Република Бугарија од партијата БСП од бугарските социјалисти. И интересна е таа биографија на Красимир Каракачанов. Според ова што тука се пишува, февруари од 1989 година тој е врбуван од бугарските служби под псевдонимот Иван. Тој работи под диктат на бугарските служби, тие инвестира до неговата политичка кариера,
тој станува секретар на Конгресот на БНД ВМРО 1995 година, од 1995 до 1997 година е ко-председател на ВМРО, од 1997 година до денес е прв човек на ВМРО БНД. Значи целата политичка и полициска кариера на Красимир Каракачанов е формирана, е стимулирана, е надградувана и форсирана од бугарските тајни служби. И денес тој Красимир Каракачанов ќе говори за социализам, ќе говори за Коминтерна, ќе говори за долгата рака на Москва. Внимавајте, врбуван од бугарските служби во време на Тодор Живков 1989 година. Неговиот татко е врбуван 1972 година. Двајцата прават кариери во таа социјалистичка Бугарија на Тодор Живков. Значи, тие не се комунисти, туку се антикомунисти. Немаат никаква врска со Москва. Видите, во Бугарија не може шајка да се закова, а да не била добиена согласност од Москва. Значи, Красимир Каракачанов, татко немале врска со Москва, иако биле врбувани од полицијата, тајната полиција на Тодор Живков, а ние во Република Македонија сме творба на Коминтерната. Гледате, кој е извртување на историјата. Значи, нема личност во Бугарија кој работи на македонскиот вопрос или на македонското прашање, а да не биле врбувани, да не биле командувани, да не биле плаќани, да не биле контролирани од бугарските тајни служби. Таков е случајот и со Красимир Каракачанов. Каракачанов, да не го менувате своето име Дончо, да не се викате во иднина. Не. Вие се пофаливте дека сте Дончо, дека кога Дончо сте биле соработник на бугарските служби по македонското прашање. Не сум се пофалил, тоа го казва вашите колеги од една македонска телевизија. Да, меѓутоа вие тоа не го демантиравте колку што јас прочитав. Вие само го потврдивте. Тоа нема никакво значање. И добро, од која година сте соработник на бугарските служби за Македонија? Од 89-та. Значи, уште од студентските денови без малку вие значи сте соработни. Да. Добро, која беше вашата улога во Македонија? Имавте контакти со македонски политичари? Имавте контакти со македонските служби? На кое ниво Красимир Каракачанов, кој агент на бугарските служби, ги имало сварува на своите контакти со Македонија? Кое ниво и на какво ниво? За тези работи не се говори. И да финишираме, почитувани гледачи, но да финишираме вечерашната емисија. Треба да се остават бугарите, да ставаат вето на отпочнување на преговорите помеѓу Република Македонија и Европската унија. Треба да се донесат до зид бугарите, да се стимулираат да стават вето, да го покажат своето вистинско лице, дека не сакат да постои независна Република Македонија, но сакат таа независна Република Македонија или еден поголем дел на таа независна Република Македонија да е приклучок кон бугарската матица. Треба да се донесе до зид, да се го покажат вистинското лице. 10, 15, 20 години на нас бугарите работат на разнебитување на Република Македонија. Играат на картата албанска во Република Македонија. Тиранската платформа, однесувањето на официјална Софија и бугарска држава кореспондираат помеѓу себе. Имаат интерес на делење на Македонија на зони на влијање на два дела, како што беше од 1941 до 1944 година, помеѓу фашистичка Бугарија и балистичка Албанија. Тоа е есенцијата на нивното делување. Исток, запад, оската, тоа значи, тоа подразбира поделба на зони на влијање во Република Македонија. Треба да се натераат бугарите да стават вето на приемот на Република Македонија или отпочнувањето на преговорите на Република Македонија со Европската унија, за еднаш конечно да го видиме вистинското лице на Софија и на бугарите. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов. Кажав една работа пред 2 години, многумина од вас не ми верува, ви реков дека договорот со Бугарија ќе биде многу поштетен, многу потежок и многу поопасен од договорот со Грција. Со Грција губиме нешто многу скапо, тоа името на Република Македонија. Губиме дел на историјата. Но овде со бугарите го губиме идентитетот. Ја губиме есенцијата на постоењето на македонската нација, на македонскиот народ, на македонскиот јазик, на македонската историја, на македонска држава и така натаму. Затоа постојано го потенцирав тој факт дека договорот со Бугарија е многу потежок и многу поштетен за Република Македонија зената иднина во однос на договорот со Грција и Преспанскиот договор. Тоа беше есенцијата на ова вечерашна емисија. Ви најавам ново дружење четврток 22 часот. Да сте живи и здрави, се гледаме во четврток од 22 часот. Пријатно вечер Македонија, каде да си.